Матеј, потекол од Галилеја, професија пермитар царин. Пред да стане апостол се викал Леви, живеел и работел во Капернаум на брегот од Тиверијадското море. Името Матеј го добива при повикувањето за апостол од Господ Исус Христос, кое што значи дар од Бога. И покрај својата служба, која била презирана и која што била подценувана, тој сепак се одликувал со голема честност и со добро човечко срце. Кога го видел Господ Исус Христос како го собира даноста, веднаш го повикал и му рекол: врви по мене. И тој стана и тргна по него, така што Господ Исус Христос проценил и знаел, видел дека тој има добра душа, па затоа го повикал за да го прифати вистинското христијанско учење. Матеј со радост и со длабоко внимание ги слушал зборовите на Спасителот, па го поканил кај него дома, а воено поканил и некои своји блиски и сродници. Господ милостиво проповедал во домот на светот и апостол Матеј, но горделивите фарисеи започнале да го осудуваат Спасителот. И на неговите ученици им рекли: зошто вашиот учител јаде и пие со митници и грешници? Кога го чул, тоа Господ Исус Христос им рекол: здравите немаат потреба од лекар, туку болните. Господ Исус Христос дошол на земјата како духовен лекар, па затоа ги повикал сите на покаяние и се им простува на оние кои со искрено срце се каат. Од тогаш Матеј секогаш се движел и врвел по Христа во бројот на 12 апостоли. Свети Димитри Ростовски вели дека Матеј бил брат на светиот апостол Јаков Алфеев. По Христовото воскресение светиот апостол и евангелист Матеј и послегувањето на Светиот Дух врз апостолите. Заедно со апостолите го проповедал Евангелието во Ерусалим, потоа заминал во Абисинија, па преку Арабија и Персија во Мидија. Во Етиопија го поставил својот следбеник Платон за епископ, а тој се повлекол во мирен и спокоен живот на гората каде што беше му се јавил Господ Исус Христос. Во Етиопија ги крстил жената и синот на кнезот на таа земја, заради што кнезот се разгневил и испратил стража да го доведат Матеј при него на суд. Војниците отидоа и се вратија кај кнезот говорејќи дека го слушнале гласот Матеј, но никако со очите не можеле да го видат светиот апостол. Тогаш кнезот испратил и друга стража. Кога и оваа стража му се приближи на апостолот, него го огреа небесна светлина толку силна, што војниците не можеа да го гледаат него, но исполнети со страх го фрлија оружјето и се вратија. Тогаш кнезот сам дојде. Кога му се приближи на светиот Матеј, овој заблеска со таков блесок, што кнезот веднаш ослепе. Но светиот апостол имаше милостиво срце, му се помоли на Бога и кнезот прогледа, за жал прогледа само со телесните, но не и со духовните очи. Тој го фати светиот апостол Матеј и го подложи на лут и маки. Имено на 2 пати ложеше голем оган на неговите гради, но силата Господова го соочува жив и неповреден. Тогаш апостолот му се помоли на Бога и му го предаде својот дух. Кнезот нареди и телото на маченикот го положија во оловен ковчег, па го фрлија во морето. Светителот му се јави на епископот Платон и му го кажа своето тело и сандакот каде се наоѓа. Епископот отиде и го донесе ковчегот со телото на светиот апостол Матеј, а ова кога го видоа негово чудо, кнезот се крсти и го прими името Матеј. Потоа овој кнез ја остави сета светска суета и прими презвитерски чин, па богоугодно и служеше на црквата. Апостолот Матеј ја исполнил пораката за проповед на светото Евангелие кај сите народи и кон Христа обрати многумина. По молба од апостолите, светиот евангелист и апостол Матеј го напиша светото Евангелие 8 години
по воскресението на Спасителот. Ова Евангелие е напишено на еврејски јазик, а до нас го имаме и зачувано е само на грчки јазик. Свети Климент Александрийски соопштува дека Свети Матеј бил строг аскет, се хранел само со семиња, плодови и зеленчук. Така, нашата Света и православна црква го удостои и го прифати за светиот евангелист Матеј и неговиот спомен се празнува на денешен ден, тоа е на 29 ноември, за многу години, нека е денес, на кој што му е имен, нека му е честит, на кој што му е слава, нека му е честит и вечна. Амин. Амин. Стапете да ја поделиме светата на